Екологистите денес проведоа акција за едукација и поттикнување на гостиварци да не користат пластични кеси за еднократна употреба, кои се штетни за животната средина, и да ги заменат со хартиени кесиња или платнени торби. На граѓаните кои пазаруваа во маркетите во Гостивар, освен информации и совети, им делеа и платнени торби за да го избегнат користењето на најлонските кеси. Ваквите кеси, кои најголемиот дел од граѓаните по навика ги користат секојдневно, се најголемиот загадувач, предупредуваат од Сдруженијето ГВ-еко, кои ја организираа денешната активност. Најлонските кеси се опасна закана за животната средина како загадувачи. Рециклирањето на најлонските кеси е многу поскапо во споредба со цената на суровината од кои се направени, па затоа и никој не се занимава со нивно рециклирање. Се користат во просек 12 минути, а се разградуваат во следните 500 до 1000 години. Дури и кога ќе се разградат, тие се опасни загадувачи на почвата и водата, а со тоа влегуваат директно во процесот на производство на храна. Освен до граѓаните како потрошувачи, екологистите испратија апел и до трговците да ги заменат пластичните кеси со биоразградливи и да стимулираат нивна употреба со разни акции и попусти. Постојат држави како Кина, Бутан, Тајван, Израел и други, каде е забрането производството на пластични кеси. Денес ние апелираме до сите големи и мали маркети да престанат да ги користат пластичните кеси и да ги заменат со биоразградливи кеси, кои граѓаните ќе ги плаќаат символично по 2 денари, и апелираме до големите маркети да спроведат акции, картичките за попуст да важат ако граѓаните користат платнени торби за повеќе кратна употреба. Треба да почнеме сериозно да размислуваме дека ние сме тие што ја загадуваме животната средина и да размислуваме како планета ќе им оставиме на идните генерации. Според статистичките податоци во земјава годишно се употребуваат повеќе милиони пластични кеси, што е количина со која неколку пати може да се покрие целата територија на државата. Екоактивистите во Гостивар денес поделија 100 платнени торби на граѓаните. По повод Видовденските денови, Српската заедница во Македонија, регионален одбор Тетово, денес во дворот на Музеот на Комунистичката партија на Македонија организираше избор на представничка на изборот на Косовска девојка. 3 девојки од Македонија ќе учествуваат на изборот што ќе се одржи кон крајот на овој месец во Грачаница. Настанот беше збогатен со настап на повеќе културно-уметнички друштва и естрадни уметници. Денеска манифестацијата ќе се одржи овдека во музеот, каде со пригодно одбележување со игрални групи од Косово и Метокија, со наши естрадни уметници, со нашата игрална група, затоа што во Српската заедница во Република Македонија, во незиниот состав е и нашето културно-уметничко друштво Куд Свети Сава I, кој традиционално зема учество, а оваа година покрај ова зема учество во Грачаница, потоа негде од 8 август учествуваме и на најголемата манифестација во Република Србија во Гуча. Оваа година ми се чини дека е по 59 пат. Значи, како Срби во Република Македонија, нашата култура, нашата традиција, нашите обичаи, ние сакаме на некој начин да ги принесеме во оваа држава, нормално во нашата држава, и да продолжиме и понатаму на нашето поколение да не заборави од каде потекнува. Во името на Српска заедница би се заблагодарил на Управата за диаспора на Република Србија и соработка со заедниците во диаспора, како и на нашиот музеј, на Министерството за култура, што ни овозможија да оваа година пак повторувам, можеби по 15 пат, можеби повеќе, затоа тоа више не го броиме, што го држуваме овој голем државен празник.
Засилени се активностите за поголем ред со паркирањето во Гостивар. Сообраќајната полиција и пајак службата секојдневно затекнуваат возила оставени на забранети места, по тротоари, на самите пешачки премини, на зелени површини. Според податоците од секторот за внатрешни работи Тетово, во првите 2 недели од месец јуни, во Гостивар биле изготвени 15 на пријави за непрописно паркирање, додека во текот на мај ги имало 36. Возачите ќе се соочат со парична казна која, зависно од тоа каде биле оставени возилата, се движи од 45 до 200 евра во денарска противредност. Погрешно паркираните возила, особено оние кои сериозно го попречувале нормалното и безбедно движење на другите учесници во сообраќајот, веднаш се отстранети со специјално возило пајак, информира полицијата. Во пресред на сезоната на летни одмори и доаѓање на поголем број времено вработени од странство во родниот крај, СВР апелира до возачите да внимаваат каде ги паркираат нивните возила, посебно тоа да не го прават на пешачки премини, крстосници, тротоари во зеленило, за да не се попречува нормалното и безбедно движење на другите учесници во сообраќајот, особено на пешаците и на велосипедистите. Во продолжение разговараме со доктор Василка Андреевска-Андонова, специјалист офталмолог, председател и основач на Сдруженијето за борба против глауком и диабетска ретинопатија, Мугра 2018 Скопје. Добро дојдовте во телевизија КЕС. Добро ве најдов во вашиот убав град Тетово. Навистина не беше едноставно се вели да се стане рано и да се дојде во Тетово, но искуството е одлично и еве сме сега во вашите простории. Ви благодарам на остапениот простор. Најпрво да ни кажете од каде е идејата за да го формирате Сдруженијето Мугра 2018. Мугра 2018 го формиравме во јуни минатата година. Во јули беше регистрирано и веднаш почнавме со работа. За овие неколку месеци што работиме, навистина бевме активни, а идејата дојде како резултат на моите патувања по светот. Имено јас имам подолготрајни предстои во Канада, во Африка, во Судан, во Австралија, подолг период. Ги проучував одблиску нивните социјални системи, нивните здравствени системи и работата на волонтерските организации, и тоа ни даде за право да размислиме и да создадеме едно вакво здружение, а особено влијание при формирањето на ова здружение беше фондацијата Фред Холоус во Австралија. Фред Холоус е офталмолог, новозеландско-австралиски, кој во 1992 година формирал една добротворна организација која собирала пари и изградила болница за лекување на очни болести за првата нација на Австралија, за абориджините, а фондацијата на Фред Холоус ја поддржувале пеачи, новинари, спортисти, богати луѓе, и Фред Холоус ја проширил во 25 земји на светот и се смета дека во денешни услови преку 1 милион луѓе има добар вид заради фондацијата Фред Холоус. Ние никогаш нема да ги достигнеме висините и размерите што ги достигнал Фред Холоус, но можеме да работиме на едукација на населението да биде повеќе запознато со одредени очни заболувања. Која е главната цел на вашето здружение и на вашата работа? Главната цел на нашето здружение е да ја поткрене свеста, односно да го зголеми фондот на знаења на населението на нашата држава во врска со глаукомот и диабетската ретинопатија. Тоа е главната цел. И втората цел е да останеме во контакт со Министерството за здравство, со Фондот за здравство, да постојано да бидеме присутни кај нив и да им ги кажуваме проблемите што ги имаат луѓето со глауком и диабетска ретинопатија. Кажете ни што е најважно за глаукомот и диабетската ретинопатија? И едната и другата состојба се хронични состојби и многу озбилни, бидејќи резултираат со краен и траен губиток на видот.
Глаукомот всушност е синдром или група болести при кои страда очниот нерв. Фините структури на очниот нерв се нарушени и како резултат на тоа се јавува губиток на периферниот вид на човекот, а потоа и губитокот на централниот вид. Се губи видот заради тоа што е компрометирана перфузијата на очниот нерв, односно исхраната на очниот нерв. А оваа исхрана е компрометирана заради тоа што организмот на човекот има или зголемен холестерол, зголемен шекер во крвта, или зголемен крвен притисок, или е многу возрастен па има артериосклеротични промени. Тоа важи и за едната состојба и за другата состојба. Кај диабетската ретинопатија исто доаѓа до траен губиток на видот ако не се лекува навремено, односно ако не се открие диабетот навремено и ако не се открие и лекува компликацијата на диабетот, а тоа е диабетската ретинопатија. Што им советувате на гледачите кои што ја имаат оваа состојба и како да се превенира? Всушност, превенцијата и за едната состојба и за другата состојба треба да почне од првиот ден на раѓањето на човекот, односно луѓето да внимаваат што јадат, колку јадат, во кое време јадат, од каков квалитет е храната, а подоцна да водат сметка за присуството на холестерол во крвта, да водат сметка за присуството на гликоза во крвта, да не бидат овие да немаат зголемени количини, потоа треба да се занимаваат со физичка активност. Светската здравствена организација препорачува секој човек, без оглед на тоа дали се занимава со некој спорт или не, барем половина час во денот да се бави со одредена физичка активност. Дури сега велат некои критериуми, тоа треба да биде и 45 минути, па дури еден час, и се разбира при тоа да се води сметка за телесната тежина и ако се појават овие две состојби, апсолутно да се лекуваат. Така. Зошто го ставивте тетово на листата на вашето интересирање? Тетово го ставив на листата на интересирањата на Муград 2018 заради тоа што моите корени се од Тетово. Дедо ми е роден во Тетово на Два Бреста, а мојот чукун дедо бил калуѓер во манастирот Лешок. Јас дел од летата во моето детство ги поминува во дворот на манастирот и некако Лешок, Тетово ми стојат и во срцето и во душата. Кои се досегашните активности на вашето здружение и што планирате во иднина? Иако кратко постоиме, сме имале повеќе активности. Пред се настапуваме на националните телевизиски канали. До сега сме имале такви 6 настапи. За неколку месеци од постоење сме имале 6 настапи. Особено благопријатно према нас се однесува првиот канал на македонската телевизија, националниот канал, а исто и имаме покани и сме ги употребиле од телевизијата Алфа, потоа сме биле гости на македонското радио, еве денес сме гости и кај вас. Потоа одиме меѓу луѓето во нашата држава и правиме скрининг, тој е модерен термин, односно правиме мерење на очен притисок. И до сега сме направиле такви 4 мерења. Последното сега беше во мај во зоолошката градина во Скопје, каде им правевме кераторефрактометриски снимки на малите дечиња, им откривавме рефракцијски недостатоци, односно недостатоци во гледањето, а на нивните баби и дедовци кои ги придружуваа, на нивните родители меревме очен притисок. Потоа направивме една голема акција во Скопскиот Ситимол, и вработените на Ситимол, односно менаџментот на Ситимол, затоа што сме волонтерска и невладина организација, тоа ни го дозволуваат да го правиме бесплатно и претходно го најавивме настанот и прегледавме околу 90 пациенти, што значи луѓето на вистина покажуваат интерес. Потоа одевме по скопските градинки, кај дечињата ги откривавме рефракцијските недостатоци, а на вработените им меревме очен притисок. И понатаму ќе продолжиме со нашите активности. Сега во моментот конкуриравме за еден грант
и се надеваме на одредени средства кои ќе ни овозможат да се движиме низ државата и да можеме да организираме повеќе мерења на очен притисок и повеќе предавања на секаде низ државата. Ќе ги вклучиме и пензионерските домови, пензионерските организации, локалните телевизии, локалните радија, ќе продолжиме да бидеме присутни на националните телевизиски канали од Скопје, така да навистина планираме многу работи. Се надеваме дека ќе допреме до сите генерации во нашето општество, заради тоа што постојано има некој нов што ќе го интересира, што е глауком, што е дијабетска ретинопатија, заради тоа што и двете состојби доведуваат до траен губиток на видот. Многу би било добро кога луѓето повеќе би се разбирале од овие две состојби и да си наметнат една собствена самодисциплина, додат кај офталмолог, после 35-та година од животот да го мерат очниот притисок на 2 години, кои ќе поминат период од 55 години да го мерат еднаш годишно, а кога ќе го поминат период, кој ќе ја поминат возраст од 65 години, тоа мерење да биде и на 6 месеци. Ние бевме доста активни и во врска со Министерството за здравство и во врска со Фондот за здравство. Остваривме контакт со државниот секретар во Министерството за здравство, му кажавме на тоа дека добро би било кога нашата држава би имала национална програма за очни болести, особено за глауком и за дијабетска ретинопатија, кога би имала регистер за очни болести, бидејќи до сега ние не ги бевме пребројале пациентите што имаат глауком. Кога е дијабетска ретинопатија во прашање, тука е малку поедноставно, бидејќи Сдруженијата за дијабет, а интернистите кои се занимаваат со дијабет подолго време имаат увид во врска со дијабетот, таму податоците се поверодостојни, и ако, значи, денес треба да размислуваме дека кога е дијабетот во прашање, во светски размери, популацијата над 18 години негде од 4,5% до 8,5% од општата светска популација има дијабет, што значи дека после 10 до 15 години од појавата на дијабетот, овие луѓе можат да развијат и дијабетска ретинопатија. Додека кај глаукомот бројката е помала во однос на проценти, 1 до 2% од светската популација, и ако пресметаме за Македонија, тоа би било од 18 до 36.000 потенцијално луѓе што би можеле да имаат глауком, а ние во моментот сметаме дека според потрошувачката на лекарства има негде околу 6.000 луѓе што го лекуваат зголемениот очен притисок, бидејќи глаукомот еден од најбитните симптоми по кои се препознава е да има зголемен очен притисок, иако глаукомот може да биде и да настанат оштетувањата на очниот нерв, иако притисокот не е зголемен. Во секој случај, глаукомот може да се лекува, не може да се избришат оштетувањата што претходно настанале пред да се откријат проблемите, но може да се лекува со капки, може да се лекува со ласер, може да се лекува хирушки. Дијабетската ретинопатија, ако навреме се фати, се лекува со ласер фотокоагулација, потоа се лекува со тоа што се регулира шекерот, се лекува со ставање анти-ВГФ терапија директно во окото и сиве овие терапии што ги спомнав и за глаукомот и за дијабетската ретинопатија, како и витректомијата за дијабетската ретинопатија се достапни во нашата земја, во главном и повеќе во приватните здравствени установи, малку помалку во државните здравствени установи, но во секој случај, во последните 10 години офталмологијата во нашата држава отиде многу напред и пациентите кои веќе развиле вакви состојби можат да бидат адекватно лекувани. Ви благодарам на разговорот и на вашето гостување во телевизија КИС. И јас вам ви благодарам на отстапениот простор и на отстапеното време. Се надевам дека и понатака можеме да бидеме ваши гости, а ве поканувам да не бидете почесни членови на нашето здружение, како телевизија.
Министерството за здравство информира дека во текот на изминатава недела се регистрирани 70 нови случаи на мали сепаници, што е за 17 случаи помалку во однос на претходната недела. На клиниката за инфективни болести се лекуваат вкупно 14 пациенти, од кои 12 возрастни и 2 деца. На одделот за интензивна нега продолжува лекувањето на 16-годишната пациентка со церебрална парализа по компликацијата од морбили. Кулминативно од почетокот на епидемијата во декември 2018 до сега, во нашата земја се регистрирани 1891 случаи на мали сипаници. Вкупниот број на вакцинирани лица на возраст до 14 години со МРП вакцина изнесува 29.857. Агенцијата Фич го зголеми кредитниот рейтинг на Северна Македонија од ББ на ББ+, со стабилен изглед. Ова е прво подобрување на кредитниот рейтинг на нашата земја после 13 години, истакна министерот за финансии Драган Тевдовски на пресконференција. Секако дека ова ќе има позитивно влијание на инвеститорите, значи кои што ќе решаваат да ќе носат одлуки да инвестираат тука, да отвараат бизниси, да ова ќе има влијание и на да се зголемува извозот, да се отвараат работни места, да растат платите, да расте економскиот стандард пред се на граѓаните и да имаме повисок економски раст. Исто така, зголемувањето на кредитниот рейтинг ќе влијае и на намалувањето на трошоците на долгот на државата. Подобрениот кредитен рейтинг е најдобра можна потврда за исправноста на политиките кои што ги презема владата. Фич истакнува дека се направени позитивни чекори во поглед на евроатлантските интеграции на земјава. Исто така се дава признание и за добро поставената фискална политика. Книгата Вратничка енциклопедија на авторите Душан Синадиновски и Стево Томовски ќе доживее своја промоција на 16 јуни во 18 часот во просториите на Основното училиште Симче Настовски во Вратница. Преку книгата авторите сакаат да остават белег за се што се случувало во Вратница низ вековите, за нејзината богата и долга историја, за постоењето и обстојувањето, за обичаите, за луѓето, за традицијата и секако за потенцијалот што го има Вратница и околината. Книгата е напишана на вратничко-долнополошки говор, што само по себе представува негување и промоција на дијалектите на македонскиот јазик, а со тоа и негување на јазикот во целост. Вратница ја живее, ја доживува, ја преживува македонската судбина. Се е помалку народ, за жал. Тоа е така и таа, да не речам црна судбина, над висната над Вратница, не натера со Душко, другари од рано детство, да оставиме трага за Вратница. Трага низ нејзината богата и долга историја што се случувало. Со податоците за книгата започнавме пред 4 години. Така се договориме со Душко и макотрпно работевме и дојдовме до ова пишено дело. Иначе книгата содржи многу податоци за Вратница. Содржи податоци што до сега и не сме ги знаеле, не ги знаеле. Во книгата се дадени имиња на вратничани што се давани од 15 до денеска со потекло. Во книгата се дадени обичаи, адети, клетви, анатеми, настани, легенди. Во книгата се дадени податоци што прв пати сме ги дознале што се случувало во Вратница и што е напишано за Вратница од разни патеписци,
Во книгата се дадени јадења, пиена што наши стари некогаш ги правеле. Во книгата се дадени носи што нашите предци ги носеле, што веќе младиви не ги знаат. Ова прекрасна сикат таа носија на две девојчина, го сликовито го кажува тоа. Во книгата се дадени учесници у Прва светска војна од Вратница, жртви на Прва светска војна, жртви на Втора светска војна. У книгата се дадени топоними со кои располага Вратница. Тоа се места, преку стотина топонима, со потекло, со значење. Во книгата се дадени родовите што постоеле во Вратница и ден денеска постојат. Се дадени домашните слави. Се опишани многу настани сврзани со Вратница, така да тоа е еден збир на податоци што вредат да се запамтат, да се прочитат и да се пренесуваат од генерација на генерација. Промоцијата на книгата Вратничка енциклопедија ќе биде збогатена со кратка културно-уметничка програма, како и со изложба на уметничкото, верското и културното наследство на Вратница. Црковниот одбор од манастирот Света Тројца Самовилска вода во село Блаце, по повод патрониот празник Духовден, ги поканува сите православни верници на 16 јуни недела во 8:30 часот на литургија, пошто ќе бидат прережани кумските колачи и ќе следува општо народна веселба, на која ќе настапи културно-уметничкото друштво Брвеница од Рашка Република Србија, ручек приреден од кумовите, со музика на мегабенд, со Лени Партикова и гајдаджијата Радко, а пред празнично во сабота вечер ќе има и музика во село Блаце. Времето денес беше сончево и топло со мала до умерена локална облачност. Попладне наместа, особено во планинските подрачја, нестабилно со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Температурите се движеа во интервал од 17 до 33 степени Целзиусови. Вредноста на УВ индексот изнесуваше 9. Утре предпладне ќе биде сончево со мала до умерена облачност. Попладне наместа нестабилно со пороен дожд, грмежи и засилен ветер, локално и во форма на невреме. Температурите ќе се движат во интервал од 16 до 33 степени Целзиусови. Вредноста на УВ индексот ќе изнесува 9.